Wait a second, it seems another player is coming to Solveig's rescue. It's Novak Djokovic. Now this is truly unbelievable. Now the referee will give his verdict. It's in! Game is on again. Почитувани, добар ден и добро дојдовте во отвореното студио на 1 ТВ по повод Вимблдон 2019. По еден ден пауза се враќаме со оние највозбудливи, најатрактивни надпревари кои денеска треба да ви ги понуди програмата на 1 ТВ, иако неколку надпревари веќе стартува од 12 часот на женскиот дел од турнирот, сепак веруваме дека ние ќе ги задоволиме вашите апетити за оние надпревари кои вреди денеска да посветите внимание. Тоа се почнувајќи од 14 часот на теренот број 1 кај дамите ќе истрчаат Серена Вилијамс и Карла Суарес на Варо. На централниот терен кој воедно ќе биде и првиот денешен наш пренос ќе биде надпреварот меѓу Рафаел Надал и Жуао Соуза. Од 14 часот се овие два надпревари, а веќе од 15:30, значи не пред 15:30 часот треба да започне надпреварот на централниот терен меѓу Јоана Конта и Петра Квитова, а на теренот број 1 пак од 15:30 е Симона Халеп и американската сензација Кори Гов. Веруваме дека овој надпревар исто така ќе привлече огромно внимание, судејќи по она што го направи досега оваа млада и 15 годишна тенисерка од Америка Кори Гов. За 17:30 терминот е предвиден за централниот терен да стартува надпреварот на Матео Беретини против Роджер Федерер. Исто така интересен надпревар, кога знаејќи како фаворите швајцарецот на овој надпревар, а на теренот број 1 пак бранителот на тронот Новак Ѓоковиќ ке стартува против Уго Умберт од 17 часот. Ова генерално се оние надпревари кои денеска веруваме ќе бидат интересни и возбудливи за следење пред малите екрани, нормално. До сега имавме изненадувања речиси секој надпреварувачки ден, па така за очекување и овој седми поред по вчерашната пауза, значи седми ден, осми на финални пресметки кај мажите и кај жените да очекуваме нови сензации и нови надпревари кои веруваме пак и фаворитите ќе си оправдаат својата фаворитска улога. Денеска, иако ова столче спротимене е празно, се очекува гостинот да пристигне за некоја минута, ќе има можност да разговараме и да направиме осврт за она што се случуваше нормално и што следи денеска со еден од нашите најдобри тенисери. То станува збор за Стефан Мицов, но пред да седне и тука спроти мене Стефан Мицов, време е да одиме со она што всушност не очекува денеска во избор на колегата Огнен Дојчиновски. Втората недела од овогодинешното издание на Вимблдон секако дека носи уште поголеми возбудувања отколку претходната. Осми на финалето е на програмата во двете конкуренции, а од она што домакинот сака да го истакне како момент кој не сме да се пропушти секако е следново. Само четворица од 10 први носители кај мажите на овогодинешниот Вимблдон се уште се во конкуренција и не се елиминирани. Тројца од нив погодуваат дека се Новак Ѓоковиќ, Рафаел Надал и Роджер Федерер. Уго Умберт, односно Матео Бертини, противниците на Ѓоковиќ, односно Федерер, се најмладите кои преостанаа во машката конкуренција. Нивна задача денеска е да пробаат да ги изненадат двајцата тешкаши, односно да се обидат да направат сензација. Беретини е младо момче, кој со својот разорен сервис се протна во најдобрите 20 во моментов на АТП листата. Ѓоковиќ пак во дуелот против Умберт гледа пред себе млад французин, кој според резултатите кои во моментов ги постигнува е дел од онаа нова генерација која надоаѓа во светскиот тенис. Од 13:30 часот машкиот дел го отвораат дуелите Баутиста Паир, Гофин Вердаско и Квери Сангтрен, а подоцна во денот следуваат и мечевите Соуса Надал од 14 часот, Нишикори Кукушкин од 15 часот, а половина час подоцна почнуваат и Пела и Раонич, а во 17 часот Ѓоковиќ се среќава со Умбер. Половина час подоцна ќе започне мечот Федерер против Беретини.
На женскиот дел од турнирот и натаму топ тема ќе биде настапот на 15 годишната американка Кори Гоф. Низиното присуство на турнирот секако дека се трансформираше од тотален анонимус до вистински суперстар, чиј настап се следи со огромен интензитет. Пласманот во оваа фаза веќе за неја е огромен успех, а истиот може да биде сопрен или дополнет по денешниот дуел од 15:30 часот со Симона Халеп. На листата на досега 313-тата тенисерка во светот, на овој турнир веќе се најдоа играчи како Серена Вилијамс или Полона Херцог, па и евентуалната победа над Халеп не би била сензација. Од друга страна пак романката е првиот предизвик за Гоф која е со статус на носител на овој турнир. И ја победи Викторија Азаренка во минатото коло. Джоана Конта на централниот терен од 16 часот ќе се сретне со двократната шампионка Петра Квитова. На двата досегашни дуели на овие две, Квитова е беше подобра и тоа донекаде предносно не и пресуден момент како најава за овој меч. Од друга страна пак Ешли Барти барем засега гази се пред себе и веќе го игра денешниот меч против американката Риске, со која стартуваше женската конкуренција денеска. Во тек се уште и мечевите Струцова Мертенс, Свитолина Мартик, Женкја Стремска, следуваат и мечевите помеѓу Мучова Плискова, Вилијам Суарес Наваро и Халеп Гоф, а Конта и Квитова ја завршуваат денешната програма од 16 часот. Почитувани, добро дојдовте назад. Вие сте со отвореното студио по повод Вимблдон 2019, седми надпреварувачки ден во очекување на осмина финалните пресметки, како кај машкиот дел од турнирот, така и кај женскиот. Заедно со мене во овој понеделнички прв ден од втората седмица е Стефан Мицов, еден од нашите најдобри тенисери. Стефан, добре дојде. Здраво, мило ме што тука. Дали ви се допаѓа нашето студио? Многу ми се допаѓа и студиото и многу ми се допаѓа фактот што сакате да пренесувате тенис и да го дигнете малце свестот во Македонија за тенис, бидејќи тоа ни фали. Колку Мицов е, да речеме, задоволен или изненаден од досегашниот развој на настаните на Вимблдон кај мажите и кај дамите, со оглед на тоа во секој надпреварувачки ден, во секоја рунда имавме по една сензација? Па има изненадување и доста сум изненадан од некои мечеви. Искрено да кажам не пратев многу бидејќи бев на турнири, немав време и немав кога да пратам. Бев на турнир во Белград и пратев само вчера, гледав еден меч Федерер со французот со Пуил и беше многу добар меч и Федерер покажа дека е стварно за мене е крал на трева и мислам дека он е главен фаворит за мене и би сакал пак да го освои. Така, кога ќе кажеме дека го нема и еден Александар Зверев кој важеше за огромен фаворит, Циципас, Вавринка, Доминик Тим, што тоа би значило за овој Вимблдон? Па, тие се фаворити, тие се млади дечки, се фаворити за некои луѓе, ама за мене не беа, бидејќи им фали искуство и на трева мислам дека нема доволно искуство за да се држат со најдобриве Џоковиќ, Надал и Федерер. Тие тројца се според мене главните и другиве сервери, што се како Квери, не знам Иснер, не знам таквите играчи, тие се фаворити за трева, бидејќи треба да се игра брз тенис. Така, кај дамите главно турнирот остана без бранителката на трофеот Анжелик Кербер и втората фаворитка Наоми Осака, но она што посебно привлече внимание е американската сензација, младата Кори Гоф, со само 15 години преку вајлдкарта, преку квалификации, да не заборавиме, 3 надпревари и успеа уште 3 рунди на Вимблдон. Тоа е голем успех за една 15 годишна дете, огромен успех, многу деца сонуваат да се на нејзино место. И би сакали и ја би сакал да сум на нејзино место, бидејќи тоа е стварно многу голем успех и треба да ја буткаат уште натака за да дојде нормално до први 10, први 100, први 50 во светот. Генерално рековте имавте турнири за време на Вимблдон почетокот, па може нешто да се пофалите, колку сте задоволни од вашето издание, бевте во Белград чинам? Бев во Белград и пред тоа бев на турнир во Приштина за пари имаше. Во Приштина пробуваат да го дигнат свестот на тенис исто така и игравме финале јас и Иван Манасов, двајца македонци игравме финале и го пренесуваа мечот во живо и ќе го стават на YouTube мечот да се гледа. Многу беше убава организацијата и ми се свија што пробуваат да го дигнат свестот и мислам дека тоа треба и кај нас да се направи и би било убаво за сега надлежниот турнир, например, после Вимблдон кој завршува, има државно содржава кај нас. Би било добро да се исто или телевизија или да се рекламира некако тенисот, да дојдат повеќе луѓе да гледаат, бидејќи има капацитет, имаме терени, има све, само нема доволна публика. А какво е вашето очекување за го најавивте, значи после Вимблдон следи нашето државно првенство? Фаворити, не знам, многу е некако глупо ми да зборам бидејќи ја учествувам и
Вие сите другари мисле што играме заедно што на програма, ама ќе играме најавени се да играме ја Гора Србљак, може би Јотовски, може би да Србљак го брани титула. Шендридари може би ќе игра, тоа исто е, Бесери Другути може да ќе игра, Грабул може да ќе игра, Димитар Грабул. И јас претходно после тоа турнирот од Приштина бев во Белград на Фьючерс, кај што играв квалификации и ги поминав квалификациите, кај што го победив Шендридари во последното коло. И потоа играв со вториот носител на турнирот и водев во двата сета 5-2 со дупли брейк и изгубив 7-5, 7-6, што е многу голема трагедија за мене. Така, генерално тоа беше тениската елита кај нас. Ќе очекуваме нели по завршувањето на Вимблдон да видиме како ќе се движат настаните на нашето државно првенство. Сега одиме со тоа што посебно овие денови не прави горди нас како еден ТВ, пренесувајќи го најпрестижниот Гранд Слем турнир на светот Вимблдон. Одиме со денешната прва пресметка која еден ТВ ќе ја понуди на ТВ пренос, тоа е надпреварот на Жоао Соуза против Рафаел Надал. Станува збор за еден огромен фаворит, шпанскиот ас Надал. Фигурира котира на третата носителска позиција за разлика од 69-тото место на Соуза. Ке споменеме Соуза ги мина Еванс, Чилич и Джапол. Надал пак преку Цонга, Киргиос и Сигуитас дојде до осмина финалето. Како Мицов гледа на овој надпревар и што може да очекуваме? Ме изненади што тоа Соуза го поминал Чилич, бидејќи Чилич исто е многу добар играч на трева и сервер и игра брзо и сака да игра на трева. И тоа ме изненадува бидејќи Соуза не е типичен играч на трева, туку тој повеќе сака земја како Надал, ама Надал има освоено веќе Вимблдон 2 пати мислам. Така, 2 титули има Надал. Се подобро мислам дека игра на оваа подлога и дека почне да се прилагоди и да наоѓа своја игра на оваа подлога и би требало според мене да победи Надал. Така, Надал важи за еден од водечкото трио со најмногу Гранд Слем титули, вкупно 18, 2 поточно од Вимблдон, а вкупно до сега има освоено титули Надал во својата кариера 82. Евентуално четврт финале доколку Надал успее да го мине Соуза, би бил против еден од подобриот од дуелот Квери и Сандгрен. Дали овие противници може да му создадат мака на Надал со оглед на тоа што помина досега, вклучувајќи го Киргиос и Цонга? Мислам дека да, Квери, мислам дека го има победено Надал на трева веќе во минатото, бидејќи тој е сервер и сервис воле играч и брзо игра и удира. И мислам дека тој би можел да му направи штета на Надал. Ама не сум сигурен. Мислам, Надал е секако фаворитот, бидејќи тој е искусен и све и добар играч нормално. Ама Квери има можност да го победи Надал. Така, доколку според планот оди Надал, евентуално пак полуфинале му следи со Роџер Федерер. Тоа ќе биде меч за гледање. Тоа мислам дека не може да се коментира и кој што сака, тука само може да се навива, не може да се предвиди тој меч. Би требало Федерер нормално, ама стварно не се знае. Едно е сигурно, 5 сета може да очекува. Тоа може да се очекува. Одиме сега со што очекува Надал или веднаш по победата против Цонга, каков е впрочем неговиот став за понатамошниот дел од надпреварувањето и поточно денешниот надпревар против Соуза. Одиграв солиден меч против Цонга. Играв со доста солидно ниво на квалитет. Мора да признам дека се чувствував доста комфортно, пријатно на терен. Како изминува турнирот, така играм се подобро. Во првото коло играв добро, во второто подобро, а сега веќе и против Цонга одиграв најдобро досега. Добро е тоа што имав досега тежок распоред и успеав релативно лесно да се најдам во втората недела од турнирот. Тоа секако ми дава добро чувство. Се на се победата против Цонга е позитивна во секој поглед. Од друга страна Соуза е противник кој добро го познавам. Сме тренирале многу пати заедно. Тоа е противник кој кога е во победничка серија е исклучително опасен и тоа за секого верувајте. Тој е многу брз и физички одлично подкован. Агресивен е со ударите и тоа во текот на целиот меч. Да, има периоди кога губи, но ќе повторам кога е во победничка серија е многу опасен. Во хале одработи одлични надпревари, го следев и против Чилич, одигра фантастично. Никој не може да претпостави и да знае што ќе се случува на мечот, но верувајте, нема да биде лесно. Се враќаме назад. Подсетувам, Жоао Соуза против Рафаел Надал денеска од 14 часот на централниот
терен. Тоа ќе биде впрочем и првиот пренос на 1 ТВ. Одиме понатаму. Денеска следи надпревар осмина финален набранителот на тронот Новак Ѓоковиќ против младиот Уго Умберт од Франција. Овој надпревар е предвиден за 17 часот. Новак Ѓоковиќ досега, барем овие 3 рунди, имаше лесна задача, без проблеми мина против неговите противници Хуркач, Кудла и Кол Шрајбер. Многу ми не очекува на стартот ќе има потешка работа, сепак без проблеми Ѓоковиќ досега си оправда фаворитската улога. Сега оди на еден млад француски тенисер кој тоа како има светла иднина пред него, моментално и најмладиот тенисер на овој турнир. Што може да очекуваме од овој надпревар? Од овој надпревар би требало Ѓоковиќ пак да е фаворит, но никогаш, сакам да кажам, никогаш не е лесно да си игра со нов, не знам дали се нов противник, бидејќи Ѓоковиќ не верам за прв пат играат. Меѓусебна И следба. тие мечеви мислам дека секогаш се малце по-зезнати од другиве, бидејќи не знаат, например Надал и Ѓоковиќ кога играат, веќе тие имаат играно не знам колку 20 пати, можда и повеќе. И веќе скоро знаат секој удар кај иде и може да го предвидат многу лесно, а со овие нови играчи е многу потешко да се предвидува и да се игра и треба да се првин да се адаптираат еден на друг и да се види како што ќе иде. Така, верувам тоа и одлично ваше искуство. Да, одлично моје искуство, тоа така. Секогаш е со некој нов играч имаш првиот сет ти од прилика да се навикнеш да видиш како игра, што игра, да видиш како размислува во кои моменти, дали се кочи, дали е храбар, дали сака да потегнува, дали сака да сервира. Тие такви работи треба да се видат. И од моје искуство што сум зборил со другариве што учествуваат на Гренслемови како Дамир Џумхур, Ласло Џере и тие такви другари, секогаш тие викаат дека најтешките мечеви се во прво коло, бидејќи да треба Џумхур беше, мислам, во првото коло на Вимблдон. Тие мечеви се најтешки бидејќи треба да се адаптираат на целиот турнир. Веќе кога ќе влезеш во штос на победа, добиваш и самодоверба и све тоа и е полесно во следните коло. Така мислам дека и Федерер има изјавено и Надал. Надал мислам дека има изјава баш точно тоа, дека на Вимблдон му е најтешко прво коло и ако има прво коло лесно, веќе потоа му е може да иде до полуфинале, финале. А колку од искуството важи тоа што првите тројца, четворица противници на Ѓоковиќ се прилично млади аутсайдери и лесни задачи имаше до сега Србино, за разлика од еден Надал кој мораше да ги мине Цонга, Киргиос, па сега и Соуза. Колку тоа дава тежина за понатамошниот дел од турнирот кога ќе дојдат оние надпревари за висок пласман? Па тежина, не знам колку тежина дава, ама мислам дека психички го дига. Надал е по психички подобар од Ѓоковиќ што има лесни мечеви, бидејќи со тоа само тоа што победуваш тешки мечеви, ти добиваш самодоверба, што е многу битна во тенисот, многу важна. И така, сега другата страна може да се физички да се истошти и од тоа да зависи, ако е истоштен физички да игра полошо. Ама психичкиот моментумот е многу важен. Така, за Умберт ова е рекорден успех со достигот на Вимблдон до четвртата рунда. Претходно има да подсетиме и на US Open до второто коло во 2018 играно. Прва рунда веќе рано ја заврши својата приказна оваа година Уго Умберт на Ролан Гарос и исто така на Австралија Open исто така во првото коло загуби за разлика од Новак Ѓоковиќ кој веќе оваа сезона или оваа година го освои Ролан Гарос, а потоа и славеше и на Мадрид. Ѓоковиќ важи за еден исто како и Надал и Федерер со најголем број освоени Гренслем титули, вкупно 15, 4 од Вимблдон атакува на петата и вкупно во кариерата Новак Ѓоковиќ има освоено 74 титули. Одиме со очекувањата на Србинот и број 1 рекет на светот Новак Ѓоковиќ за престојниот надпревар. Честитки за мојот противник. Тој е многу млад, перспективен, има силна игра од основната линија. Многу силен и ефикасен сервис. Дефинитивно заслужи да го добие вториот сет. Иако навистина имав прилика да го добијам тој сет, имав брейк топка, но играв во грч, мора да признаам, во првите неколку сетови не бев целосно онака како што посакував да бидам. Меѓутоа, кога го изгуби вториот сет, работите се променија на подобро за мене.
Третиот сет беше најдобар со 6-1 и потоа следуваше доста солиден последен сет. За прв пат на теренот еден, веројатно тоа влијаеше. Последните неколку години тука предадов меч против Бердих, изгубив од Квери и имав тежок меч против Андерсон. Така беше последните 4-5 години. Генерално играм на централен терен, така што кога ќе сменам терен, особено кога имам противник како што беше Хуркач, нималку не е наивно и лесно. Добро е тоа што на некој начин бев тестиран, ова беше голем предизвик и мило ми е што го пребродив. Сега имам 2 дена одмор и ќе се подготвам добро за осмина финалето. Интересно и необично е што и на Ролан Гарос првите неколку рунди играв против тенисери за прв пат во својата кариера. Ете и тука сега истото ми се случува. Ке мора да направам посебна анализа за мојот нареден противник Умберт. Тоа ми е приоритет пред да се подготвам за него. Да совршам некои елементи од играта кои треба да бидат подобри наредната недела, доколку сакам да одам до крајот. Така е надпреварот на Уго Умберт и бранителот на тронот Новак Ѓоковиќ е денеска некаде од околу 17 часот. Се игра на теренот број 1, бидејќи централниот терен ќе биде за или резервиран за Роџер Федерер и Матео Беретини. Овој надпревар исто така треба да стартува некаде околу 17:30 и ќе има директен пренос на 1 ТВ. Одиме Мицов со Федерер против Беретини. Што може да очекуваме од овој надпревар со оглед на тоа што Федерер важи за огромен фаворит, втор носител на овој Гранд Слем турнир за разлика од Беретини, италијанец, италијански тенисер кој исто така високо котира на 17-та позиција на ATP. По Федерер што гледав јас во минатиот меч со Лукас Пуил, играше многу добро и ја очекувам да победи лесно во овој меч. Го неам гледано Беретини како игра на турниров оваа година, ама гледам по резултати дека ги победил Шварцман и кои беа другите играчи што ги има победил? Така, Шварцман, Багдатис и Беден. Исто така, тие не се лоши играчи и незгодни противници. Да, не случајно е Беретини и во осмина финалето. Колку потешкоти ќе му создаде, ќе успее да му одземе барем некој сет? Па не верувам, ја се надевам дека нема, бидејќи ја Федерер го обожавам и сакам, за мене Федерер е крал на тенисот и би сакал полесно да победи. Би сакал да гледам убав тенис нормално, ама не верувам дека би Беретини има тоа што треба за да му предизвика некакви проблеми на Федерер. Така. Да подсетиме, минатото коло Федерер го победи Пуј и дојде до 350 победи на Гранд Слем турнирите. 98 од нив се токму на Вимблдон. Федерер е 17 пати меѓу 16 најдобри, што исто така е рекорд за овој тенисер од Швајцарија. Дури 8 титули има освоено на Вимблдон, атакува на својата 20-та или 21 Гранд Слем титула, бидејќи Федерер досега се има радувано на 20 Гранд Слем титули. Вкупно во кариерата Федерер има освоено 102 титули. За разлика од него, Беретини може да се пофали со 3 титули. На Австралија Опен оваа година и минатата играше во првото коло, но тука заврши неговата приказна. Ова е негово рекордно појавување на Вимблдон со пласманот во осмина финалето. На Ролан Гарос може да се пофали со трето коло минатата година, додека на US Open минатата година се има појавено уш на стартот и тука заврши неговата приказна. Одиме со изјавата или ставот на Роџер Федерер по победата против Пуј и очекувањето негово за овој осмина финален надпревар против Беретини. Секако дека сум задоволен од сите рекорди кои се во моментов актуелни за мене и поврзани, но верувајте дека тие не се оние кои најмногу ми значат. Свен се сум дека пред 100 години, например, ниту еден тенисер не ги играл сите Гранд Слем турнири. Тоа е пракса во последните децении и патувањето ни светот е многу лесното и тука е клучниот момент. Свен се сум дека тоа ќе се случува често затоа што сите играчи ќе продолжат да играат на највисоко можно ниво во подолг период. Лично да,
Среќа сум поради тоа што стигнав до тука. Мечот против Лукас денес за мене беше добар. Во моментов ќе биде потребно некој од моите противници да одигра посебен меч, затоа што просечна игра во моментов нема да ме совлада. Среќен сум што го подигнав високо нивото на игра. Имав серија на добри поени откако создадов предност и тоа ми се допаѓа. Што се однесува пак до мечот против Матео Беретини, можам да кажам дека тоа ќе биде тежок дуел. Не го познавам доволно. Гледав малку на турнирот во Хала и секако во Штутгарт. Имаше серија на финалиња на турнирите од послаб карактер и секогаш сум сметал дека за Новајлија во тенисот тоа е начинот да се стигне до висок ранг, да се победува на послабите турнири и да се гради кариера чекор по чекор. Да, очекувам тежок меч против Беретини. А покрај пресметките на фаворитите на Федерер, Надал и Ѓоковиќ, денеска се играат исто така интересни уште 5 надпревари. Како поатрактивен и возбудлив надпревар очекуваме да биде оној меѓу Гофан и Вердаско. Точно така. Се согласувам. Вердаско игра многу добро на трева и мислам дека добри мечеви имаше до сега, а Гофан си е класика. Тој е фаворит бидејќи има добар ранкинг и има искуство. Не дека Вердаско нема, Вердаско е со поголемо искуство и постар играч. И затоа баш би требало да биде добар меч. Така, овие тенисери или победникот од овој дуел пак врзува со победникот од дуелот на Новак Ѓоковиќ и Уго Умберт. Дали мислиме во четврт финалето Ѓоковиќ ќе го има вистинскиот тест на овој Вимблдон? Ќе има и тоа како. Мислам дека веќе мечевите во четврт финале стануваат све пожештени и нема да биде веќе толку лесно како што било до сега. Така, покрај Гофан Вердаско, денеска и Пела ќе му се спротистави на Раонич. Исто така и Баутиста игра против Пеар. Ова се исто играчи од делот кај фаворитот Новак Ѓоковиќ, што значи Пела Раонич, Баутиста Пеар, победниците се сретнуваат во четврт финалето. Која е твојата прогноза за овие две пресметки? За овие две пресметки Раонич со Пела, мислам дека Раонич би требало да победи и Раонич би требало да дојде до полуфинале кај што ќе се сретне со Ѓоковиќ или четвртфинале, полуфинале тоа мислам. Така, но и би можел да му направи... за во полуфинале ќе треба да го мине еден од подобрите од меѓу Баутиста и Пеар. Да, според мене Раонич е тука фаворит и може на Ѓоковиќ да му направи проблеми бидејќи он сака брза игра и сака да удира. И Ѓоковиќ ако не е спремен на тоа, може да му биде проблем. Така, од делот кај Федерер и Надал, денеска покрај надпреварот на Беретини против Федерер и Суза против Надал, играат уште Квери Сандгрен и Нишикори Кукушки. Едното е америчко дерби и стварно не можам да проценам тука што ќе се случи. Би требало Квери, тој има веќе резултати на оваа подлога и во минатата. А Нишикори Кукушкин би требало Нишикори да е фаворит. Нишикори имав прилика да го гледам и на Ролан Гарос оваа година во живо. Така, мојот другар. Нишикори е и осми носител на овој турнир, така да очекуваат сите висок пласман и сигурно Нишикори ќе се сретне со Федерер доколку денеска Федерер го мине Беретини. Така да исклучително интересни пресметки не очекуваат и во четвртфиналето. Ова беше генерално за машкиот дел од турнирот, за оние пресметки кои денеска ќе ги имаме на програмата. Пред да одиме со осврт на она што кај дамите не очекува, одиме со блок реклами па се враќаме назад. Почитувани, пред да продолжиме со женскиот дел од турнирот, да подсетам за сите оние осми на финални двојки кои се играат на машкиот дел од турнирот. Ѓоковиќ за противник го има Умберт, Гофан ќе се сретне со Вердаско, Пела оди на Раонич, Баутиста ќе игра против Пеар. Потоа Квери оди на Сангрен, Суза со Надал, Нишикори, Кукушкин и Беретини Федерер. Ова се осми на финалните двојки кои денеска се играат на машкиот дел од турнирот. Одиме сега кај дамите. Во фокусот е надпреварот на Серена Вилијамс и Карла Суарес Наваро. Овој надпревар ќе биде пренесуван на 1 ТВ од 14 часот. Впрочем не, ова е на теренот број 1, бидејќи централниот терен секогаш е во предност, така да кажавме Надал против Суза е на централен терен од 14 часот, но истовремено стартува кај дамите Серена Вилијамс надпреварот на Серена Вилијамс против Карла Суарес Наваро на теренот број
1. Серена Вилијамс 2 години е веќе без Гранд Слем титула. Секогаш е мотивирана за големите турнири. До сега, иако со мали проблеми, сепак стаса до осмина финалето. За противник сега ја доби 30-та фаворитка на овој Вимблдон, Карла Суарес Наваро. Сигурно Вилијамс ќе гризе сега за нова титула, бидејќи баш како што кажа 2 години нема веќе титула. И не би ме изненадило да проба да ја освои, да го освои овој турнир, како што веќе го има освоено минато, не знам, 7-8 пати. 8 пати. 8 пати, мислам дека може да е еден од главните фаворити. Но во женски тенис никогаш не се знае, бидејќи тие играат ден за ден и како се расположени, така играат и многу имаат поразлични влијанија надворешни од колку што имаат машките. Така, Серена ги мина Гергес, Јуван и Гато, за разлика од Наваро, која мораше да се помачи со Дејвис, Парментиер и Стосур. Ова се надпреварите на двете тенисерки во меѓусебните пресметки. Серена е убедливо подобра од Наваро, 6 победи од 6 одиграни надпревари. Наваро пак може да се пофали само со 2 ВТА титули. На Вимблдон највисоко е четвртата рунда нејзиниот пласман, значи осми на финалето 2013 за прв пат, 2016 па сега 2019. Сигурно е мотивирана за чекор понатаму и да ја сруши оваа бариера. Австралија Опен може да се пофали со дури 3 четвртфиналиња 2009, 2016 и 2018, Ролан Гарос исто така четвртфинале 2008, 2014 и US Open четвртфинале најголем пласман во 2013, 2018. Да видиме што Серена Вилијамс очекува од овој надпревар, како што кажавме, сериозен и тежок противник може да биде денеска Карла Суарес Наваро. Како што реков многу пати пред стартот на турнирот, секој меч за мене во моментов е важен, затоа што периодов не играв многу. Затоа за мене е многу важно да играм што повеќе, за да можам да влезам во ритам, унаков каков што имам на тренинзите. Мислам дека играв поприлично добро, бев смирена, а во исто време и доста интензивна. Пробувам да најдам баланс помеѓу овие две. Тоа е тешко, затоа што понекогаш кога сум премногу смирена, ја немам потребната енергија. Затоа е многу добро кога ќе го постигнам тој баланс во мојата игра. Мечот кој следува против Суарес Наваро нема да биде воопшто лесен. Нема тука лесни мечеви. Мора да си 100% во игра затоа што поинаку не можеш да победиш. Да, во мојот дел од ждрепката е и Ешли Барти, која игра одлично во моментов. Таа во последно време игра многу и игра одлично. Од секогаш, уште од првиот маж меч на Australian Open, имам огромен респект за нејзината игра. Мислам дека е прекрасен тенисер. Има такви играчи за кои едноставно мора да навиваш, да си на нивна страна, а таков тип е Ешли Барти. Од надпреварите денеска на женскиот дел од турнирот, покрај надпреварот на Серена Вилијамс и Карла Суарес Наваро, кој стартува од 14 часот, исто така атрактивен и меч за возбудување очекуваме да имаме од Симона Халеп и Кори Гоф. Овој надпревар е предвиден за 15:30. Кори Гоф оваа година дефинитивно го живее сонот во својата историја, во својата кариера со само 15 години. Успева со Wild карта да мине 3 квалификацијски рунди и 3 рунди на Вимблдон, што значи најголем достиг за неа. Таа е, впрочем, и најмладата, четвртата најмлада тенисерка која има допрено и стигнато до осмина финалето на еден Вимблдон кај дамите. Колку може оваа девојка? Може ли против една Симона Халеп, која важи за седма носителка, исто така исклучително талентирана тенисерка од Романија? Па, никогаш не се знае кај женските. Сега таа е доста млада играчица. Но Халеп според мене е еден од поглавните фаворити за турниров, бидејќи е подвижна и многу добро игра и ми се свиѓа и ја познавам од кога беше млада да играше турнир тука во Скопје против наша бивша тенисерка Александра Јосифовска, која моментално живее во Америка. Но Халеп беше тука на турнирот и мислам дека го освои или изгуби во финале.
И ја знам лично и знам како игра и знам како размислува и мислам дека и ја пратам Секогаш победнички е настроена. Ја пратам изминатиот период и мислам дека има добри шанси за добри резултати на Вимболдон. Така, да подсетиме, Халеп во третата рунда или минатото коло во сабота ја мина Азаренка, исто така тежок противник, но во 2 сета рутински продолжи понатаму. Претходно беше подобра од Бузарнеску, романска пресметка и на почетокот ја мина Саснович. А Гоф, треба да подсетиме уште еднаш, на почетокот беше подобра од една од најголемите фаворитки нејзиниот идол, американката Венус Вилијамс. Во второто коло ја мина и Рибарикова, која исто така важеше за огромен фаворит. А веќе во третото нема што да трошиме повеќе зборови, кога успеа и Полона Херцог да ја фрли на колена, да ја испрати на трибините и да си обезбеди прво осми на финале и продолжување на сонот на Вимболдон за оваа млада тенисерка. Одиме со она што двете тенисерки очекуваат, бидејќи ова е во едно дерби на денот кај дамите, па така да видиме што очекуваат двете тенисерки од овој натпревар. Ова дефинитивно беше мојот најдобар меч сезонава. Многу сум задоволна од она што го одиграв. Морам да бидам искрена. Се чувствував многу самоуверено. Бев агресивна дури и при огромно мое водство. Очекував дека ќе биде тежок меч. Очекував дека Азаренка ќе удира силно и бев подготвена за тоа. Не мислев воопшто на резултатот. Едноставно удирав силно и се обидував да погодам. Кога тоа ви успева, се чувствувате подобро на терен. Имаше некои клучни моменти, кога Азаренка имаше брейк за 2-0 во вториот сет, но успеав да се справам и со тоа. Мора да кажам дека сум презадоволна што извојував победа над играч како Викторија Азаренка, затоа што таа е една од најдобрите. Што се однесува до Кори Гоф, навистина немам некое посебно мислење, едноставно не ја познавам како игра, но за да ја победите Венус Вилијамс и да стигнете до третото коло на Вимболдон на 15 години, секако дека е одлична работа. Сепак, ќе нагласам, немам премногу информации за неа. Што размислував пред меч поенот? Дека морам да го добијам. Не знам, навистина да бидам искрена. Се надевав дека топката ќе заврши во теренот. Пресрекна сум што челенџот беше ас за мене. Едноставно не можев да си поверувам. Конечно заврши мечот. Сакам да му се заблагодарам на мојот тренер што потроши премногу време на вежбите за слайс. Тој знае дека ги мразам, но денеска и тоа како ми беа корисни. Кога губев 5-2, си помислив дека не можам да се вратам. Морав да го задржам мојот сервис, потоа брейк, па што биде, биде. Конечно заврши првата недела. Моите родители ме советуваат да бидам тивка, фокусирана на турнирот бидејќи се уште не е завршен. Деновите за одмор ќе ги искористам за вежбање и добра подготовка за осми на финалето. Ја следам Халеп долго. Не знам како ќе изгледам на теренот против неа. Се обидувам да не мислам премногу. Одам меч по меч. Од секој учам и навистина ми помогнаа претходните 3 дуели, на кои успеав да елиминирам 3 големи фаворитки. Халеп е поразлична од сите и секој надпревар и е различен. Мојата цел е да го освојам Вимболдон. Пред да продолжиме назад со она што денеска не очекува и каде мислиме дека ќе биде возбудливо, веќе првата сензација на денот во осми на финалето ја имаме откако останавме или турнирот Вимболдон остана и без најдобрата тенисерка на светот Ешли Барти. Австралијанката изгуби од Алисон Риске со 2-1 во сетови, иако важеше за огромен фаворит и многумина Ешли Барти ја гледаа можеби до финалето на Вимболдон, сепак приказната на Вимболдон заврши и за Барти, откако денеска, подсетувам, загуби од Риске со 2-1 во сетови. Првиот сет го доби со 6-3, но останатите два ги загуби со 6-2 и 6-3. Ова е олеснителна околност за надпреварот или победникот од оној дуел меѓу Серена Вилијамс и Карла Суарес Наваро, бидејќи победникот од тој дуел оди на пресметка против Алисон Риске од Америка во четврт финалето. Одиме сега за уште еден надпревар кој денеска љубителите на тенисот ќе имаат можност да го проследат на
фреквенцијата на 1 ТВ на централниот терен од 16 часот се очекува да стартува надпреварот на Јохана Конта и Петра Квитова. Јохана Конта важи за 19-та фаворитка на овој Гранд Слем турнир, доаѓа од Британија, миленичка на навивачите, публиката веруваме ќе биде постојано со неа. Петра Квитова пак е 6-ти носител на овој турнир и важи за исто така огромен фаворит на овој надпревар. Какво е очекувањето на Мицов? Би требало да биде интересен меч. Квитова мислам дека треба да е фаворит, бидејќи претходно има исто добри резултати на Вимболдон и на претходни турнири. Според мене таа е фаворит, но во женски тенис никогаш не се знае и како што кажа видовме сега, првиот носител изгуби, што значи дека се може да се очекува и скоро секогаш има некој непознат победник на турнириве на Гранд Слемови кај жените. Што не може стварно да се предвиди што ќе се титула случи. веднаш носи огромен број на бодови, па и наследство на врвот ке дамите на ВТА. Така да очекуваме, не знаеме сега како ќе се развиваат настаните, но со оглед на тоа што Барти загуби рано уште во осмина финалето, ќе видиме можеби ќе имаме и смена на врвот на ВТА, но тука и останавме и без Наоми Осака, така да навистина ќе биде интересно да видиме до крајот што ќе се случува кај дамите. Подсетување, Квитова предходното коло ја мина Линет, пред тоа Младеновиќ, а во првото коло беше поуспешна од Жабур. Конта пак преку Стивенс, Синјакова и Богдан успеа да дојде до осмина финалет. Овој надпревар ќе биде пренесуван на 1 ТВ од 16 часот. Одиме со очекувањето на фаворитката и многумина ја гледаат Петра Квитова како победник на овој дуел, па да видиме што Квитова впрочем очекува од оваа пресметка. Дефинитивно мислам дека го одиграв најдобриот тенис во третото коло против Линет. Исто така мислам дека и таа играше одлично. Сервираше многу подобро отколку што очекував. Беше навистина тешко, но јас играв доста агресивно што беше клучно за победата. Се движев премногу добро. Сега чувствувам многу поголема самодоварба. Важно за мене беше да ја завршам победнички првата недела. Сега многу повеќе ќе се фокусирам на мојата рака отколку на тенисот. Имав мали потешкоти и претходно на тренинзите. Ме стегаше раката, го чувствував тоа и не можев да удирам како што сакам. Сега е во ред. Горда сум што можев да играм без да почувствувам некаква болка. За осмина финалниот дуел против Конта, што да кажам, мислам дека одлично одговара трева. Таа користи рамни удари и на двете страни, особено на бекхенд. Конта обожува да игра на трева и секако публиката ќе биде на нејзина страна. Мислам дека игравме минатата година во Бирмингем. Многу малку знам како игра и што може да стори. Знам дека сигурно ќе биде тежок надпревар. Така е, Јохана Конта против Петра Квитова се очекува надпреварот да стартува од 16 часот со пренос на 1 ТВ. Генерално тоа беше надпреварите што ги издвоивме и што како официјалниот организатор на Вимболдон верува дека овие надпревари ќе привлечат внимание, така всушност и ние ги најавивме. Веќе два надпревари кај женскиот дел од турнирот се завршени, продолжува во четвртфиналето и Елина Свитолина, откако беше поуспешна со 2:0 во сетови против Мартич. Денеска останува да се одиграат надпреварите на Стрицова Мертенс, Женк Јастремска, Мучова Плишкова, Вилијамс, рековме со Суарес Карло Навара, Хале против Гофи, Конта Квитова. Тоа беа надпреварите кои денеска ги очекуваме да стартуваат на 1 ТВ. Сега пред да се вратиме со завршен коментар од ова отворено студио, предлагам да ги видиме оние најатрактивни поени од претходниот надпреварувачки или шестиот надпреварувачки ден, третата рунда надпревари, она што најинтересно се случуваше и оние работи кои вие љубители на тенисот ги пропуштивте.
Еве не, назад доаѓа и самиот крај на ова отворено студио, бидејќи се очекува за некоја минута да стартуваат надпреварите кои денеска еден ТВ ќе ви ги понуди на пренос. Одиме со надпреварот на централниот терен, каде Жоао Соуза за противник го има еден од главните фаворити на овој Гранд Слем турнир Рафаел Надал. Овој надпревар се очекува да стартува од 14 часот и 10 минути, а веќе стартуваше надпреварот на терен број 1 меѓу Серена Вилијамс и Карла Суарес Наваро. Подсетувам, некаде од 15:30 часот се очекува на теренот број 1 Симона Халеп да ги измери силите со американската сензација Кори Гоф, а на централниот терен, кој впрочем ќе биде и пренесуван на еден ТВ, е надпреварот на Јохана Конта и против Петра Квитова. Потоа третиот дел од преносите на еден ТВ, централен терен 17:30, значи не пред 17:30, зависност од надпреварите, колку ќе трае на централниот терен мечот меѓу Жоао Соуза против Рафаел Надал, ќе значи и кога ќе стартува мечот на Роджер Федерер против Матео Беретини. Се очекува некаде од 17:30 да стартува овој надпревар со пренос на еден ТВ, а на теренот број 1 пак Новак Ѓоковиќ како бранител на тронот ќе ги измери силите против Уго Умберт од Франција. Овој надпревар е предвиден да стартува од 17 часот. Тука Стефан Мицов ќе се заблагодарам и за вашето гостување. Се надевам одлично си поминавте во отвореното студио. Имавме навистина интересни пресметки да најавиме. Што друго да ви посакам и голем успех до крајот на сезоната. Верувам ќе одиграте уште неколку турнири, па да очекуваме и едно ново дружење доколку до недела, бидејќи долга е неделава седмица, а може и повторно да ве имаме во отвореното студио. Може, звучи супер. Мило ми беше што присуствував на оваа емисија. Така. Почитувани, вие останете со фреквенцијата на еден ТВ, одиме со краток блок реклами, а потоа се враќаме со пренос од надпреварот осми на финале против Рафаел Надал против Жоао Соуза.